Високиот крвен притисок, дијабетот, дебелината и физичката неактивност, ова се главните ризик фактори за појава на срцево-садови заболувања. Граѓаните се свесни за последиците, но брзиот и модерен начин на живот и понатаму придонесуваат за недоволното внимание кое се посветува во насока на превенција од кардиоваскуларни болести. Општинската организација на Црвениот крст го одбележа денешниот светски ден на срцето со бесплатни прегледи и совети за правилна исхрана. Лекарите потврдуваат дека најголем дел од прегледаните велешани страдале од висок крвен притисок и дијабет. За жал, како на глобално ниво, така и кај нас се намалува старосната граница за појава на овој вид заболувања. Овие заболувања се поприсутни помеѓу помладата популација, што е запрепастувачки и затоа ние се обидуваме да ги инволвираме во ваквите акции младите лица, за и самите да станат свесни за ризикот кој што постои дека присутен и кај нив. На платото пред новиот театар младите од Црвениот крст започнаа со одбележување на неделата за промоција на хумани вредности. Точно во 12 часот во саботата танцуваа сите млади од Црвен крст од цела Македонија. Велат дека имаат намера интензивно да работат на проекти со кои ќе им обезбедат помош и поддршка на сите категории граѓани, а ќе се трудат и да привлечат нови млади волонтери во организацијата. Од прилика 1200 младинци на целата држава влегуваат во овој процес наречен Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Тоа е една огромна бројка која зафаќа Црвениот крст, значи тоа се нови волонтери, регрутирани младинци кои менуваат многу човечки судбини, кои работат за добробитот на заедницата, значи прават добри проекти и се сосем одлична младина. Активностите на младите од Црвениот крст ќе продолжат и во следните денови со реализација на врснички едукации.